Трнлив и во многу фази, на моменти безнадежен се чинеше и се уште се чини македонскиот европски пат. Сега обременет и со нови премрежија. Ги споменавме претходно, а за нив, меѓу другото, вечерва разговарам со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Добро вечер и добре дојдовте во Телма и во Еврофокус за прв пат во својство на министер за надворешни работи. Добро вечер, благодарам на поканата. Министре Османи, пред она што најмногу ја преокупира деновиве јавноста, меморандумот од Бугарија кој што практично е продолжение на други два документи. Накратко за резултатите од првата ваша посета на Атина, што е тоа конкретно и директно, што таа конкретно и директно значи во однос на поместување на имплементацијата на обврските од Преспанскиот договор. Јас би рекол, особено и од грчка страна, кои што некако беа во затишје, што поради изборите, што поради ковид кризата. Мислам дека посетата на Атина беше и суштинска и символична. Суштинска заради тоа што беше од економски карактер, што е пак еден нов момент во односите помеѓу нашите две држави, кога големите, тешкото бреме на политичките прашања се решени и главниот наратив на првата посета ви се економските теми, веќе тоа е нов квалитет кој што е за поздравување и би требало да се реплицира во односите со сите држави, а символиката е во тоа што е прва посета на висока делегација после формирањето на владата, со што се разбира се дава и порака за важноста која што се става на односите, новите стратешки односи кои што произлегуваат после подпишување на договорот меѓу Република Северна Македонија и Република Грција. Се чувствуваше во воздухот новата клима на позитивни односи, каде што повеќе се гледа можности за соработка, отколку товарот на минатото. Се разбира, разговаравме и за политичките прашања и за динамизирање на одредени во имплементацијата на одредени обврски за кои што двете страни се свесни дека беа преоптоварени од ковид кризата, од предвремените избори, меѓутоа сега сметаме дека се сите предуслови создадени за да може да се вратат во претходната динамика, но пак ќе повторам, економските теми беа главни и можностите за соработка, поврзување на бизнисите, подпишување на договорот за избегнување на двојното оданочување кој што го очекуваат голем број на компании и бројни можни форми на соработка во тој дел. Не работеа комисиите до сега и кога тие ќе продолжат со работа и конечно што е со врските од грчката страна, бидејќи во најавата и потоа од грчка страна слушнавме дека се инсистирало на доследно спроведување на договореното, но меѓутоа кога е во прашање во Грција таму некои основни обврски не се исполнети, како на пример смената на патоказите на патишта. Видете, јас реков дека имаше објективни причини доколку имало одредено успорување во динамиката на имплементацијата и тука не треба воопшто да се додаде некаква конспирација позади ова успорување. Навистина, јас имав состанок со комисиите, во неколку наврати една од комисиите дури пробале преку онлайн средби да можат да разговараат за овие прашања, меѓутоа навистина е тешко од дистанца преку целата динамика да ви зависи од силината на интернет мрежата. Мислам дека предусловите биле оттежнати, исто така и прашањето на предвремените избори. Јас им реков и на комисиите, во медицината прво нешто што го учите е да не направите штета. И во овој случај, доколку било каква друга динамика во предизборието би довело до киднапирање на процесот од внатрешната политичка динамика и би го оттргнало од патот на кој што е почнат и би се направило штета, мислам дека е тоа по лоша варијанта отколку да има одредено
прилагодување на околностите. Сега Има термини. Сега комисиите одредени административно-логистички пречки кои што ги имаше ги тргнавме и веќе се воспоставуваат контактите за да се утврдат календари. Во делот на односите со Грција треба бизнис коморите да се сретнат заедно со меѓународната експертска група и тука дел зависи од нивната динамика. Меѓутоа очекувам дека во текот на месец октомври ќе се сретнат, но и другата комисија, таму имало одредени промени во персоналниот состав на комисијата, така да прашањата се повеќе, како што реков, логистички и административни. Волјата е да се почне со работа на комисиите и да се најдат заеднички решенија и од обврските кои што произлегуваат. Каде е граничниот премин Маркова нога во тие конкретни чекори, бидејќи рековте дека економијата била во фокусот, а таа е значење за развој на огромен регион и кога конечно ќе пречекори нога преку овој граничен премин, бидејќи тој требаше да биде првиот директен чекор, доказ кој што ќе ги покаже ефектите од тој договор за граѓаните, за економијата, за меѓусебната Вие знаете соработа. дека тој проект ми беше, јас имав и личен ангажман во унапредување на тој проект, бидејќи се финансира и дел од ИПА средствата, околу 4,5 милиони само за преминот, 45,5 милиони се за прекогранична соработка и на овој се проект кој што е исклучително важен е жртва на пандемијата. Република Грција, како и повеќето земји во светот, имаат направено пренамена на средствата за потребите на здравствениот систем и менаџирањето на социоекономските последици од кризата, така и дел од и овие средства се пренаменети во тоа менаџирање, како што ние направивме пренамена, например, на 50 милиони евра, кои што ги имавме како награда за добро спроведување на ИПА средствата, па ги пренаменивме за давање на заеми и кредити на малите и средните предпријатија, така да ова е време на адаптација на светот на последиците од пандемија, така да многу проекти, не само во инфраструктурата, туку во секој сектор имаат послаба динамика, но сега е време со новата влада, овие нови контакти, да можеме да ги вратиме на колосек и да ги динамизираме. Имате некоја временска рамка или? Ова е комплексно прашање. Јас во минатиот мандат ги бев координатор на владата за 2 гранични премина. Едниот го отворивме Белановце Станчич и од лично искуство знам дека еден од најкомплексните проекти за менаџирање се граничните премини. Особено кога се наоѓаат во терен каде што треба да се запазат одредени еколошки стандарди или пак кога има нерасчистени прашања помеѓу во делот на сопственоста на земјиштето, така да тука треба да се направи сеопфатен план и стратегија за да може да се почне да се подготвуваат сите тие проекти и анализи на влијанието на животната средина, па да може да се тендерира и да почне да функционира. Така да, повторно ќе кажам, сега е време да се стават на добар колосек сите овие прашања, вклучувајќи овие приоритети кои што произлегуваат од договорите. Министре, верба, очекување, оптимизам дека земјите членки наскоро ќе договорат преговарачката рамка и дека до крајот на годината ќе почне првата меѓувладина конференција, искажавте и на практично првиот работен ден утрово на средбата со новиот европски амбасадор. Овој оптимизам е дел од оној опис на работните задачи и на мандатното писмо од премиерот, или со тоа само ги занемарувате опасностите од заканите кои што доаѓаат од Бугарија? Не, видете, оптимизмот е важна карактеристика кога работите со овие прашања. Јас имав изјава, мислам дека на вчерашната пресконференција, кога кажав дека одлуката за започнување на преговори веќе е донесена. И таа е донесена со консензус на сите 27 земји членки на 25 март 2020 година и меѓувладината конференција представува само операционализација на веќе донесена одлука и на веќе постигнат политички консензус. Да, но во исто време знаете дека не е седно каков документ ќе ве дочека,
и каква преговарачка рамка на таа прва меѓувладина конференција? Сигурно преговарачката рамка, драфтот на преговарачката рамка веќе е представен од страна на комисијата. Тоа е текст кој што е симетричен по однос на погледите на нашата држава и погледите на повеќето земји членки, меѓутоа кој што сега поминува низ фази на филтрирање и ревизија и анализа од страна на земјите членки. Председателството го води овој процес со очекување дека сето тоа ќе заврши во наредните месец дена со цел да се исполнат предуслови да се одржи првата меѓувладина конференција. Знам во кој контекст ви е прашањето за сите за можните влијанија и дисторзии во содржината на текстот и какви може да бидат последиците. Едно нешто сакам да ви кажам, дека ние сме подготвени за овој процес од поодамна. Имаме јасна визија што треба да правиме и што треба да постигнеме. Имаме јасни цели и временски и содржински цели. Меѓутоа, никако не смееме, минатото не е научило дека не смееме овие работи да ги придвижиме со емоции. Јас сум дел од една политичка школа која што работи под премисата со ладна глава и жешко срце, така да со пасија да, меѓутоа без емоции, туку цврсто придвижувајќи се кон целите кои што сме ги утврдили, а целта е оваа година, најкасно до декември, да се одржи првата меѓувладина конференција. Министре, на патот на таа цел има нешто што во народниот говор се вика, еден архаизам постои, Катил Ферман од Софија, и тој Катил Ферман не е само последниот меморандум, бидејќи последниот меморандум е продолжение на рамковната декларација од октомври, изјавата дадена во март, така што не е ли ова, пак ќе кажам, релативизирање на сите опасности кои што тој документ ги содржи во себе, бидејќи тој веќе излегува од рамките на она што значи преговарачка рамка на ниво на техника и начин на преговарање и содржи во себе длабоки политички последици. Значи, преговарачката рамка е текст кој што се официализира со консензус на сите земји членки. Тоа што е важно е содржината на драфтот од комисијата и понатаму еволуцијата на текстот во различните филтри и состаноци во различните форуми на Советот, и ние тоа одблиску го следиме. Се разбира, различните држави комуницираат кон председателството, кон комисијата со различни своји ставови, но на крај тоа што е важно е тоа што ќе се постигне како консензус и како финален продукт и документ. И ние на тоа водиме сметка. Јас кажав на пресконференцијата дека вакви форми на комуникации помеѓу земјите членки се стандардни. Тие се секојдневни. Дали се тоа меморандуми, дали се тоа нон-пейпери, дали се вербални ноти, со цел да се влијае на одредени одлуки, со цел да се искажат одредени ставови. Специфично е во нашите односи со Република Бугарија, бидејќи токму целта на договорот за пријателство, добрососедство и соработка беше да се воспостави ред во таа комуникација кој што се однесува на надминување на разликите во толкувањето на историските прашања. Односно, да воведе правна рамка и да создаде инструменти како да се решаваат разликите, бидејќи очигледно немањето рамка претходно во последните 20 години влијаеше негативно во развојот на односите помеѓу двете држави. И тогаш, кога се созреа условите, двете држави сфатија дека мора да направиме рамка, да создадеме канали на комуникација, инструменти кои што ќе ги третираат политичките прашања и инструменти кои што ќе ги третираат разликите во надминување
различните интерпретации кои што се бреме во односите помеѓу двете држави. Овие форми на комуникација да излегуваат од тоа што сме го договориле. Дека овие прашања ќе ги решаваме во рамки на тие Ова е, министре, прекршување, директно прекршување и директен нокаут на тој договор. Како очекувате после така поставени бескрупулозни, некои анахрони барања, како очекувате Бугарија да ретерира од светото? Јас пак ќе се навратам на ставот по однос на одлуката за започнување на преговори, а после може да влеземе и во содржинска расправа и по однос на меморандумот. Во март, 25 март 2020, Република Бугарија даде поддршка на одлуката за започнување на преговори. Со издвоена изјава. Даде унилатерален став во записникот, меѓутоа имаше право да стави вето, односно да не ги поддржи заклучоците. Истото право го има и сега. Меѓутоа покажа дека е интерес на Република Бугарија овој процес да продолжи, односно членството на Република Северна Македонија во Европската Унија, и јас очекувам дека тој стратешки став на Република Бугарија не е сменет. Тој е потврден во Софискиот самит. Република Бугарија е дел од создавањето на новата визија за членство на целиот регион во Европската Унија. Второ, не мислам дека инциденти во комуникацијата треба да ја урнат спогодбата за пријателство и добрососедство. Таа е одржлива рамка која што ја дава таа правна основа за комуникација меѓу двете држави, и ние мора тоа да го негуваме и почитуваме. Да, што е инцидент во комуникацијата? Овие писма јас ќе ги третирам како излегување од тоа што го предвидува спогодбата за соработка и добрососедство, но тоа не значи дека поради едно такво отстапување од тоа што сме го договориле, ние треба да го рушиме договорот кој што е основа за нашите Ама ово е меморандум со речникот што го содржи внатре, е само врв на тоа на нарушување на договорот. Бидејќи ако почнеме да навлеземе и содржински, значи рамковните позиции се донесени во октомври, внатре има 11 услови кои што Македонија треба да ги услови. Некои се врзани со првата меѓувладина конференција, некои се врзани понатаму. Изјавата ги содржи истите услови со малку поизменет речник, и сега можеби најрадикалната верзија која што нам најмногу и впрочем најмногу иритира е овој меморандум. Тоа покажува дека не станува збор за инцидент, туку за континуитет на одредена политика и намери. Така. Јас разбирам што очекувате вие сега од мене и што очекува јавноста. Да реагираме со емоции, навредени од текстот, од наративот во самиот меморандум. Очекуваме да кажете што е прифатливо, што не е прифатливо. Очекуваме да бидете искрени кон јавноста, кои се реалните опасности, а ги има многу. Јас сакам да ви кажам дека ние имаме јасно утврдена стратегија што сакаме да постигнеме и по која цена сакаме тоа да го постигнеме. Што сакаме да постигнеме? Рековте отварање на почеток на преговорите, што е со цената? Нашата цел е постигнување на консензус по однос на текстот на преговарачката рамка и одржување на првата меѓувладина конференција. Прашањето на идентитетските атрибути кои што се третираат во меморандумот се прашања кои што произлегуваат од правото на самоопределување и самоизјаснување, и тие не се предмет на било каков билатерален или мултилатерален спор и не може да бидат предмети сега. И тие не случајно во Преспанскиот договор се издвоени и потврдени.
токму заради тоа што тие не се предмет на утврдување, затоа што се произлегуваат од правото на самоизјаснување. Да, но сега имаме обид на субституција или видоизменување дури и на преспанскиот договор. Но за ситуации каде што нема услови за самоизјаснување, како што се историските фигури, постои комисија на научници чија цел е да го отргне процесот прво од влијанието на политиката и да се обиде да најде начини како да се зближат двете држави преку расветлување на одредени различни толкувања во историските настани. Јас мислам дека да, полесно ми е мене и во делот на моето личен имидж пред јавноста, сега јас да имам некоја негативна реакција, коментар, емоционална Не, јасен став, која е црвената линија, која што Македонија не може да ја помине. Црвената линија е дека разговор за идентитетските атрибути кои што се дел од тоа писмо не може да има, но да продолжување на имплементација на сите обврски кои што произлегуваат од договорот. А договорот предвидува формирање на комисија која што на паритетна основа ќе ги разгледува историските податоци, извори, врз основа на автентични извори да се расветлат одредени ситуации. И тука мислам дека ние не можеме и не смееме да избегаме од одговорноста што имаме, туку напротив комисиите да продолжат да работат со голем интензитет и да најдат решенија како што најдоа за одредени поглавја од историјата и за одредени историски фигури, да продолжат и да најдат, бидејќи тоа се обврските кои што произлегуваат од договорот. Ако на некој начин Бугарија успе да го вметне тоа што го бараш, што го нарекува јазична клаузула на договорот или да не се користи македонски јазик, туку службен јазик на Република Северна Македонија со фуснота. Една е формулацијата во рамковната позиција, друга е во изјавата, сосема поизнасилена е позицијата во меморандумот, објаснувачкиот меморандум. Дали ако тоа го има во преговарачката рамка, вие ќе кажете не благодариме на првата меѓународна конференција. Меѓувладина конференција. Прво јасно, земите членки кажа дека нема да дозволат билатерализација на преговарачката рамка. Тоа не е платформа во која што се решаваат билатералните прашања. Тоа е рамка која што ги воспоставува односите, односно ги утврдува процедурите и начинот на одвивање на преговорите помеѓу Унијата како целина и земјата кандидат. Но не е и никогаш не била платформа за решавање на билатерални прашања и јасно тоа го кажа, слушам и одредени представници на земји членки дека тоа нема да го дозволат. Јас мислам дека создадовме предуслови во изминативе 3 години, овие сензитивни прашања и проблеми што ги имавме во нашите односи, да ги не ги решаваме преку комуникација во јавноста, преку писма кои што се праќаат. Затоа што тоа докажано ни е историски дека не води напред. Туку начинот кој што се покажа веќе ефективен во двете траектории е договорот за соработка. Зошто тоа го велам? Но Бугарија го напушта тоа. Додека тие беа испреплетени, тие си влијае негативно и ги инхибира едната и другата патека. Политичките односи и разрешувањето на Го разбирам и вашето толкување и како вие сакате да го сватите договорот, меѓутоа реалноста покажува дека тие две траектории повторно се измешаа. Сакам да кажам дека постигнавме резултати во двете, бидејќи не се обидувам издвојувајќи ги траекториите да ја форсирам едната на сметката на другата.
Сакам да докажам дека преку ваквиот начин на пристап ние имавме резултати во двете траектории. И политичките односи се подобрија значително, буквално имаме од тоа што се вика U-turn во односите помеѓу двете земји. Економските односи значително се подобрија, културните односи, климата помеѓу двете земји, но имаше резултат и во другата траекторија, во толкувањето, во разрешувањето на различните интерпретации. Резултат кој што го немаше во последните 20 години, кога немаше такви инструменти и такво раздвојување на двете прашања. И сметам дека тоа е толку важно постигнување, историско во нашите односи, меѓународно прифатено, како извонредно постигнување во разрешување на билатерални спорови и подобрување на односите, да не смееме ние вакви инциденти да ни бидат причина за да го рушиме основниот мост. Тоа не е наш Кој е мостот? Договорот. Договорот со сите овие барања се нарушува. Ова не е инцидент. Овој меморандум, овие документи, оваа рамковна позиција, ова изјавата, тие содржат меморандумот само ги нагласува тенденциите за политички ревизионизам. Меѓутоа тој содржи квалификации дека македонскиот народ и нација е Титова творба, дека македонскиот јазик не постои, дека е бугарски дијалект. Тенденција, се што се постигна со Преспанскиот договор да се избрише. И вие велите дека тоа е инцидент. Овие дилеми ги разрешивме. Јас кажав кои се нашите ставови по однос на идентитетските прашања, на државата, на владата, на министерството, кој е нашиот став по однос на потребата за поголем продукт од комисиите. И тоа го расчистивме. Не мора воопшто да навлегуваме понатаму во содржината. Значи, ако нешто од ова влезе во преговарачката рамка, македонскиот одговор на првата меѓувладина конференција би бил: ние ви благодариме, ова не можеме да го прифатиме. Да или не? Не е тој пристапот на кој што ние функционираме. Ама ако го има внатре? Јас не сум аналитичар да ги коментирам ставовите на земји членки или на други држави во нивната меѓусебна кореспонденција. Тоа што е важно е дека имаме точно зацртана цел и цена по која тоа може да се постигне, и тоа ви го објаснив. Но пристапот ни е различен. Дајте да се вратиме на рамката која што ја дефинира договорот за пријателство. Како ќе ја убедите Софија да се врати на рамката кога веќе е излезена од таа рамка? Преку комуникација на високо ниво, преку динамизирање на работата на комисијата која што произлегува од договорот, преку комуникација со нашите пријатели. Нашите пријатели, морам да кажам дека имаат разбирање по однос на нашите ставови кон оваа прашање, но ние мора да ја гледаме големата слика. Каде беше комуникацијата досега, бидејќи ако 10 ноември е некаде рокот кога е закажан на Советот за општи прашања за потврда на преговарачката рамка, веќе е предоцна, бидејќи првиот датум на овие позиции е октомври 2019, вториот датум е март 2020. Ова е сега... Ке ви кажам, ке се обидувам да ви објаснам дека е прашање на пристап и, видете, ја носам политичка одговорност. Ние носиме политичка одговорност и обврска да ги постигнеме нашите цели. Најлесниот пристап е излегување на телевизија, драматизирање, создавање на симпатии кај јавноста. Никогаш не ми било пристапот и нема да ми биде и овој пат. Прашање на видливост на цврсти ставови. Дозволете да ви објаснам. Ваквите ставови беа и март 2020 година. Одлуката на собранието на Република Бугарија. Па претходно октомври 2019. Но ние добивме одлука за започнување на преговори 25. Доколку ние не ги гледавме нашите стратешки цели преку одржување на позитивна комуникација со нашиот нов пријател,
Бугарија. Со другите земји членки ние и функциониравме, се водевме по емоции и коментирајќи ги ваквите испади, ние можеби немаше да ја добиеме одлуката на 25 март 2020 година. Да, ние ја добивме и кон неја е прикачена изјавата која што сега се модифицира во еден политички за внатрешна употреба поприфатлив документ во Бугарија, кој што се нарекува меморандум и кој што не случајно е лиферуван и јавно публикуван и во целата бугарска јавност. Меморандуми, нон-пейпери, вербални ноти, документи различни се пуштаат во огромен број секој дневно од различните држави во различни форуми. Тоа се начини на кои што се обидувате да објаснувате своји позиции, да наметнете своји влијани. Но ако ние станеме жртва на коментирање, на прилагодување на нашите политики и пристапи на бројните документи кои што се дел од кореспонденцијата меѓу земјите членки во дневна основа, ние ќе го изгубиме патот. Нашиот пат е јасен и нема да не отргнат од тој пат вакви испади, вакви напади, еве да ги кажеме и навреди. Ние имаме интерес да развиеме добри односи со Република Бугарија. Договорот за добрососедство е одлична основа за развивање на тие односи и ние мора да го почитуваме и да ги почитуваме сите одредби од договорот. Но пред малку рековте дека голем дел или речиси сите овие барања излегуваат од рамките на тој договор. А овие барања не се напишани од невладина организација, овие барања се напишани од бугарската влада, што значи дека бугарската влада го напушта договорот и сака на тој договор да му даде некое поинакво значење, дури внесувајќи го како посебен услов во посебно поглави, што би било многу опасно за Македонија, ќе објасним и зошто. Значи, нас ни е јасна целта, политичката одговорност, тежината на прашањето и потребата да си го одржиме курсот кој што го имаме предвидено, без да дозволиме да имаме девијации на тој пат поради различните амплитуди во односите. Да, недостатокот на комуникацијата во период на пандемија, во период на предизборие создаде геп, кој што сега треба да се воспостави повторно, на највисоко ниво, на ниво на експерти и на комисии, и јас сум убеден дека на крај ќе провладее разумот и рационалноста, дека стратешки интерес не само на Република Бугарија, на целата Европска Унија е овој процес да продолжи. Меѓутоа, ниту е мој стил, ниту мислам дека треба дебатата по однос на овие прашања да ја водиме низ медиуми, низ пресконференции, туку напротив, во рамки на инструментите кои што ги има предвидено договорот. И ние цврсто ќе стоиме на почитување на договорот. Знам и претходно... Но Македонија е јасно име на сите дека Македонија нема влијание врз овој процес, освен лобирање кај земјите пријатели на подготовка на преговарачката рамка и меѓутоа велите недостаток на комуникација. Јас пак ќе речам, меморандумот е само врв, тоа е продолжение, документиве се одамна. Ако тоа досега не е искомуницирано, не е ли пререцна и не ли ги подценивте овие документи досега? Не, апсолутно. Иако јас сум само втора недела во Министерството, меѓутоа компатибилно е со претходниот ресор. Ја прочитав и целата кореспонденција и хронологија на инструкции дадени на нашите дипломати ни светот, како да се однесуваат и кои пораки да ги дадат, и навистина морам да ги пофалам нашите дипломати во однос на тоа што го имаат направено во овој период за да ги објаснат овие прашања. И констатацијата е дека ставот на најголемиот број на земјите
членки е јасен дека овие прашања не може да се решат низ преговарачка рамка, туку низ договорот кој што е подпишан помеѓу двете земји, и јас сум убеден дека на крај тоа како договор ќе го постигнеме и со Република Бугарија. Како? Преку разговори, преку создавање на продолжување на имплементација на обврските од договорот од страна на двете страни и преку, се разбира, помош на нашите пријатели кои што беа и дел и гарантори на, иако ова е само билатерален договор за разлика од преспанскиот кој што беше со меѓународно посредство, но договорот со Бугарија беше прифатен, поддржан, пофален од нашите стратешки пријатели од меѓународната заедница, и јас сум сигурен дека ќе бидат заедно со нас во неризикување на оваа историска придобивка помеѓу двете држави. А дали за Македонија прифатливо барањето, спроведувањето на договорот да биде еден од условите во првиот кластер, да биде дел од новото последно поглавје 35, каде други прашања? Ние сметаме дека предлогот на комисијата и на председателството се прифатливи формулации или решенија за текстот, иако ние, се разбира, како земја кандидат не учествуваме во пишувањето и во утврдувањето на текстот, меѓутоа самиот факт дека Европската Унија продолжува со конзистентноста да не ја претвори преговарачката рамка во платформа за решавање на билатерални прашања е на линија со нашите ставови, и ние тоа ќе го поддржиме. Добре дојдовте назад, гостин во Еврофокус, министерот за надворешни работи Бујар Османи. Господин Османи, ако не сакате да водите дипломатиите и да ги соопштите јасните стратегии преку медиуми, сепак тоа ќе мора да го направите во собранието. Има иницијатива за усвојување на посебна декларација, барање за посебна информација од вас и свекување на посебна собраниска седница. Ќе го одбиете тоа и ќе ја држите јавноста во неизвестност понатаму? Значи, јавноста е информирана. Јас се обидувам да сум транспарентен и отворен за комуникација и на прашања, како што сум бил и секогаш, така ќе биде и сега во новиот мандат. Се разбира и во комуникација не само со медиумите, туку и со собранието и со различните пратенички групи, но никако не смееме да дозволиме тој процес, како што реков, да се киднапира во дневно-политичката борба и конкуренција. Што значи тоа? Ќе го одбиете и барањето на Комисијата за надворешни работи и иницијативата за посебна декларација на собранието за потврда на... Го видов писмото, Комисијата побара писмена информација, не побара дебата. Меѓутоа, ние не можеме да коментираме документ кој што е внатрешна комуникација на Европската Унија. Значи, тоа не е документ кој што е стигнат до нас, па ние да имаме став, па ја информираме јавноста за да можеме да дадеме некој придонес во тој дел. Меѓутоа, апсолутно ќе бидам отворен, еве тука и бидејќи ова е моето прво интервју, да дадам порака дека ќе бидам отворен за комуникација и соработка не само со Комисијата за надворешна политика во собрание, туку со целото собрание и било кои пратенички групи кои што имаат потреби за комуникација со нас. Мислам дека прашањето на декларација на пленарни седници во моменти кога интензивно комуницираме со земјите членки, кога интензивно се обидуваме да ја држиме дебатата во рамки на инструментите кои што ги предвидува договорот, нема да биде додадена вредност, нема да помогне во
во процесот. Мислам дека треба да имаме доверба во институциите, како што успеавме до сега да стигнеме до одлука за започнување на преговори, дека ќе стигнеме и до првата меѓувладина конференција, а очекувам дека не само опозицијата, туку и невладиниот сектор и сите чинители во општеството ќе помогнат во овој процес, бидејќи во моментот кога ќе почнат преговорите, тогаш стануваме едно. Европската Унија не гледа како влада и опозиција, не гледа како држава, како Северна Македонија и ќе мора да се усогласиме и да создадеме една кохезија во работењето во тој дел. Ова е начинот на кој што опозицијата бара усогласување и зацврстување на црвените линии. Значи ли тоа дека како влада и парламентарно мнозинство ќе ги одбиете и двете иницијативи? Видете, сега јас пак ќе кажам, имам добра волја да воспоставиме добра комуникација со комисијата. Но за жал, на пример, писмото до мене, јас го видов на Facebook пред да го добијам во министерството. Значи, ако е целта да имаме искрена комуникација во интерес на усогласување на ставовите за заштита на државните национални интереси, сме отворени и ќе бидам отворен како што бев во секретаријатот за европски прашања. Кога секој план... Добро, и релевантно е дали било прво на Facebook или сте го добиле, поштата доцни многу. Суштината е дали ќе ги прифатите иницијативите или не. Очигледно е дека опозицијата нема да престане со тие бари. Не се согласувам, бидејќи тоа покажува која е целта на таа комуникација и дебата. Ако е целта за да се направи шоу, не мислам дека оваа прашање треба да биде дел од домашното политичко шоу и конкуренција. Не мислам, не е време. Можеби понатаму, кога ќе биде... Дали е тоа не за собраниска седница, не за декларација? Не сметам дека треба да има декларација, треба да има комуникација со Република Бугарија, треба да има состаноци помеѓу комисиите, треба да има почитување на договорот кој што го имаме потпишано за соработка и пријателство во духот на пријателството, во духот на продлабочување на односите, без негативна динамика во наметнување на наши наративи на еден врз друг. Мислам дека ова е модел на кој што не можеме да се откажеме на првата сопка. Ако се откажеме на првите вакви ситуации, на нашата намера да воспоставиме односи кои што се засновуваат на добра волја, на стратешка поддршка за евроатлантските интеграции, мислам дека не сме на прав пат. Јас нема да дозволам сопки, инциденти, емоции да влијаат на мојата визија Република Северна Македонија да стане полноправна членка на Европската Унија, се разбира, чувајќи ги државните, националните и интересите, идентитетските интереси на сите етнички заедници во државата и во тоа бидете убедени. Имаме сосема кратко време уште за крај. Очигледно ова е еден од приоритетите и најгорливите прашања во мандатното писмо. Ке веројатно во следните денови, ако не веќе утре, ќе ги слушнеме и другите обврски и задачи. Една од нив е нема дипломатија без амбасади, нашите се повеќето празни. Мора да се почне прво од Брисел. Кога, со кој план, која динамика? Па околу 23 амбасадори се на листа на чекање за да заминат. Меѓутоа, за жал, и тука имаше одредена некоординација со комисиите во собрание за да може да се одржат седниците и да заминат, а дел се разбира треба да се акомодираат во постоечките буџети. Мојот план е до крајот на годината да испратиме од 5 до 6 амбасадори и веднаш во првото тромесечие од идната година да ги пратиме и другите амбасадори и со тоа пополнуваме околу 90% од амбасадите, бидејќи од два ќе останат уште 6 амбасади каде што ќе треба да се утврди амбасадор, се разбира со владата и претседателот на државата, меѓутоа сега е битно да го откочиме процесот
и за тоа веќе имав неколку состаноци во претходните денови. Очекувам многу брзо да Комисијата за надворешни прашања во собранието да ја заврши процедурата во нивниот дел, за да можеме веќе да ги испратиме. Се разбира дека очекувам и во делот на буџетот да бидеме подобри во наредната година. Ги разбирам сите ефекти од пандемијата, но имајќи предвид дека Министерството за надворешни работи во наредниот мандат ќе стави голем фокус на економската дипломатија и на развивање на мрежата на економски аташеа, кој што планирам да ја предложам во владата, тоа ќе значи дополнителен економски бенефит за државата. Така да мислам дека ќе се исплати инвестицијата во надворешната политика во наредниот Кога период. последен пат сте се слушнале со Захарија? Со Захариева завчера се имам допишувано пред се за Берлинскиот процес, бидејќи заедно сме копреседавачи на 10 ноември на Берлинскиот процес и усогласувавме одредени прашања по однос на оваа важна иницијатива, историска да кажам, кога прв пат земја кандидат и земја членка се копреседавачи на процес. А што може да се очекува од самитот во Софија? Самитот во Софија би требало да биде круна на успехот во Брисел, коинцидира на ист ден и седницата на Затоа и прашав. 10 ноември е самитот во Софија, кога треба да се во Софија треба да се развива, да се разговара за регионалната економска соработка и за поддршката од ЕУ на тој план, а во истиот тој ден во веројатно Луксембург ќе биде или Брисел, зависи од околностите, можеби или онлайн, можеби Софија ќе и крои свилен гајтан на Македонија во преговарачката рамка. Значи, реков, очекувам во Софија да се слави кулминацијата во односите помеѓу двете држави како копредседавачи на еден важен процес, но и на Европската унија на патот на комплетирање на унијата со земјите од Западниот Балкан. Преважна иницијатива која што мора да се искористи и од нас, и од Бугарија, но и од Европската унија, посебно председателството на Европската унија. Министр Османи, ви благодарам што вечерва бевте гостин во Еврофокус. Благодарам и на вас.